Денешната моја порака е дали Великден е обична традиција или само една мртва традиција, или пак е доказ за една жива вера. Ќе започнам со еден пример за едно девојче кое што го научило великденскиот поздрав и радосно, бидејќи знаело како треба да одговори, решило да се поздравува така тој ден со сите што ќе ги сретне. И одејќи по патот сретнала една жена и самата возбудена оди на кај неа и вели: Христос воскресна! А жената на нејзино изненадување, наместо да ја возврти на вистина воскресна, таа се наведнала и ја прашала: а ти откаде си сигурна во тоа? Девојчето останало збунето, не знаело што да одговори. Се разбира, ова е само еден пример, една приказка, но што ако ви се случи тоа вам? Еве денеска, утре ќе поздравувате луѓе со истиот поздрав. И вие ќе им кажете: Христос воскресна. Што ако некој ви врати: а откаде па ти знаеш? Откаде си толку сигурен? Што ќе му дадете како одговор? Кој е вашиот доказ дека Христос воскресна? И дали ние тоа го правиме денеска заедно со сите други, како една традиција, а од утре веќе ќе си живееме по старо, или за нас на вистина овој поздрав значи реалност? Дали е исказ на една реална и жива вера? Вистинското и библиско христијанство факт е дека нуди однос со живиот Христос. Кога ние велиме Христос воскресна, за нас кои што сме го запознале Христос, не е тоа само една традиција, не е само еден обичен празен поздрав. Ние веруваме дека Христос е жив и денеска, затоа што сме искусиле еден жив однос со Христос. Во врска со тоа можеме да читаме дека и апостол Павле во прво послание до Коринтијаните, тој зборува токму за Христовото воскресение како една жива и реална случка. И еве што пишува во прво Коринтијаните 15 глава. Можеме да читаме овде, вели: Христос умре за нашите греови според писмата, беше погребан и воскресна на третиот ден според писмата. Му се јави на Кифа или Петар, после на 12, потоа им се јави еднаш и повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи, а некои и починаа. Потоа му се јави и на Јаков, па тогаш и на сите апостоли, а најпосле ми се јави, вели, и мене, како на некое недоносенче. Гледате ли кој е најсилниот аргумент или поента на Павле во овој текст? Павле, кога вели овде Христос воскресна според писмата, тој приложува и докази. Кои се доказите на Павле? Па вели: се јави на Кифа, се јави на 12, се јави на повеќе од 500 браќа, се јави на Јакова, се јави и на мене. Кога Павле овде зборува за тоа дека Христос воскресна, тој не вели: чув од некаде, прочитав, ме поздрави вчера еден и ми рече Христос воскресна, од таму знам. Не, тој вели: ни се јави, со своји очи го видовме, вели апостол Јован во неговото послание. Ви зборуваме, вели, за оно што го видовме со своји очи. Затоа кога ние како христијани велиме Христос воскресна, за нас не е само една мртва традиција. Не е само еден обред, не е само еден празен поздрав. Доказите за Христовото воскресение се наоѓаат во оние кои што го виделе Христос. Доказите за Христовото воскресение се во неговиот празен гроб исто така. Гледавме видео пред малку и таму слушнавме дека кога Петар и другите апостоли оттрчаа во гробот, го најдоа гробот празен. Интересно е, не знам дали знаете една шокантна приказка за американскиот председател Абрахам Линколн. На него е извршен атентат на 14.4.1865 и од атентатот тој умира.
20 години подоцна, 22 години сушност, се прошириле гласини дека атентатот е сушност наместен и дека тој се уште е жив. Знаете како кружат понекогаш приказки околу славните личности. Елвис Присли е жив, тој е некој агент, го кријат. Или не знам, за Тоше Проевски зборуваат е уште жив, дека тоа сето било наместено. Па така и со Абрахам Линколн почнале да се шират гласини, не бе човекот е жив, сето тоа беше некаква драма, театар, сигурно некаде го кријат. И бидејќи гласините не запирале, на крајот властите биле принудени да го откопаат гробот, да го извадат ковчегот и кога го отвориле ковчегот, телото било таму. Пред сведоци тие потврдиле, ете, гласините се невистините. И тогаш се смириле овие гласини, но знаете што? 14 години подоцна се појавиле истите гласини. И повторно морале да го откопаат гробот, повторно морале да го извадат ковчегот и пак кога го отвориле, телото било таму. Ова е случајот со Абрахам Линколн, ова е неговата гробница денеска. Но ова не е случај со нашиот Господ Исус Христос. Со него завршницата беше сосема поинаква. Кога Исус беше умрен и кога беше погребан, кога се расчу веста дека тој не е таму, дека воскреснал, неговите ученици отидоа и го посетија гробот и тој беше празен. Дури не само тоа, ние читаме дека Исус им се јави на неговите ученици. Најнапред, случајно или не, Исус им се јави на жените. Може би за да покаже дека жените во тоа време кои што беа подценувани, беа најнискиот слој во општеството, да покаже дека тој сепак ги почитува. Потоа им се јави на апостолите, како што пишува Павле, и на многу други негови ученици. И сите тие сведочеа дека Исус е жив. Во една прилика, кога тој се појави пред неговите ученици, иако вратата беше затворена и тие беа изненадени, таму не беше апостол Тома. Не знам од која причина, но подоцна тие му раскажа и тој рече, не верувам. Не верувам. Не знам дали мислеше дека тие нешто го зафракаваат, го лажат, но тој рече, не, нема шанси. Дури не ги видам, раните не ги допрам, јас не верувам. И знаете што? Следниот пат, следната недела, Тома реши да дојде на црква. Може би нешто во него работиш и си викаш, абе, од кај да знам, може па стварно Исус е жив. Јас да си дојдам на црква за секој случај. И следната недела, кога повторно беа собрани апостолите, беше и Тома таму, Исус повторно се појави. И тогаш му ги покажа рацете, му ги покажа раните и рече, ете, допри ги и не биди повеќе неверлив, туку биди верен. Веруј. И Тома тогаш ја даде таа славна изјава, рече Господ мој и Бог мој, и поверува. Апостол Павле исто така зборува за себе си, дека тој беше прогонител на христијаните. И тоа го правеше се додека еден ден, одејќи на патот за Дамаск, него облесна силна светлина. И кога се случи тоа нешто, тој слушна глас. Гласот му рече, Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој не можејќи да гледа, рече, кој си ти, Господине? И знаете кој беше одговорот? Јас сум Исус, кого ти го гониш. Гледате, гонејќи ја неговата црква, Исус тоа го чувствуваше лично, за него беше исто како него да го гони. И овој пат Павле сведочи дека Исус него му се јави, лично му се јави, и затоа Павле вели, најпосле ми се јави и мене како некое недоносенче. Бидејќи тој претходно им се објави на сите апостоли, но го избра и Павле како дополнително како негов апостол. Несомнено е дека сите овие херои на верата, сите овие апостоли доживеале вистинска средба со Исус, заради која подоцна сведочат. Бидејќи никој не би бил спремен, да бидеме искрени, да умре за лага. Сите овие апостоли читаме подоцна дека биле спремни да го дадат својот живот за оваа порака. Некои од нив биле мачени, некои биле распнати, на некои им била отсечена главата. Апостол Јован, например, бил ставен во врело масло
и таму преживеал по Божја милост и потоа го испратиле како заточеник на островот Патмос, докаде што ја доживеа својата смрт. Но сите овие апостоли биле подготвени да умрат, но не да се одрачат од нивната вера во воскреснатиот Исус. Зошто би биле подготвени на такво нешто, ако вие не сте имале нешто што толку силно ќе ве убеди дека Исус е жив? Ова самото по себе е доказ. Но знаете што е тука радосно? Ние ќе се речеме, добро да го виделе апостолите, доживеале средба со него. Радосното нешто е што она што го искусиле апостолите, Исус го ветува и за нас. Исус беше жив кога тој воскресна им се јави на апостолите, но тој во неговото слово продолжува и вели: ќе бидам со вас се до свршетокот на светот. Тој продолжува и им кажува на нив дека тој од сега е жив понатаму за веки векови. Всушност тоа го пишува и во книгата Откровение. Кога тој во апостол Јован во Откровението доживува една визија, една објава од самиот Исус, слушнете што кажува Исус во првата глава, 17 и 18 стих. Јован вели: штом го видов, се мисли на воскреснатиот Исус, паднав пред неговите нози како мртов. Тој ја стави својата десна рака врз мене и рече: не плаши се, јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и ете сега сум жив за сите векови и ги имам клучевите од адот и од смртта. Самиот Исус му се јави на Јован и рече: јас сум живиот, без мртов и сега сум жив за сите векови. Исус е жив и денеска. И тоа е она што ја прави нашата вера реална. Тоа е она што го прави нашето христијанство да не биде само една обична традиција. Реков дека многу од апостолите, всушност сите, искусиле повторна средба со воскреснатиот Исус. Тие го виделе, го доживеале, го искусиле. Но Библијата ни кажува дека и ние денеска можеме да искусиме средба со воскреснатиот Исус. Всушност, многумина низ светот, низ историјата сведочат за една таква средба. Тоа е вториот доказ дека Исус е жив и денеска. Тоа што и денеска луѓето искусуваат едно заедништво со Него. Ние имаме безброј сведоштва на божествени исцеленија. Луѓе кои што биле во количка, или луѓе кои што биле и денеска слепи, или луѓе кои што не можеле да се движат, кои што имале одредена болест. И кога за нив се молеле во името на Исус, се случиле чуда. Ова е една од потврдите дека Исус е жив и денеска. Исто така, имаме луѓе кои што се исполнети со Светиот Дух. Знаете, на денот на Педесетница, на Духов ден, Исус им кажа: останете во Иерусалим и чекајте додека не го примите Духот Свети. И тие тогаш се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици. Со тоа нешто Исус потврди дека тој е жив, бидејќи тој го испрати неговиот дух во нив за да биде постојано. Но тоа што го искуси апостолите тогаш се случува и денеска. Бидејќи апостол Петар, кога го искусија Пентекост, тој излезе пред останатите и рече: ова што ние го примивме денеска е ветување за вас, за вашите деца и за сите што сега се далеку, но ќе поверуваат во Исус. Кога ние ќе поверуваме во Исус, кога еден човек денеска или една жена ќе поверува во Исус и ќе го предаде својот живот на Исус, Светиот Дух доаѓа и го исполнува срцето на таа личност. И доживува едно надприродно крштевање. Многумина од нив и денеска имаат искуство на зборување на други јазици. Тие имаат искуство да го доживеат она што го доживеале апостолите. Исто така имаме сведоштва на луѓе чиј што живот се променил, кои што претходно живееле неморален живот, може би живееле живот во криминал, а потоа, кога го сретнале Исус, станале сосема други личности. Еден од нив е Ники Круз, кој што сега има околу 80 години, минатата година мислам дека во Скопје имавме можност да го слушаме. Тој бил водач на банда.
се занимава со работи кои што биле ужасни, со проституција, со дрога, со убиства, со насилства. И кога тој слуша за Исус, се покајува и доживува целосна трансформација. Имаме луѓе кои што имале одреден вид на зависности, кои што дури завршиле во затвор. Дури во Америка има цели затвори, има случај за еден затвор каде што насилството било толку силно, толку присутно, што секој ден се случувало барем по едно убиство. И не знаеле како да го решат проблемот. Тогаш новиот, кој што бил началник на затворот, кој што бил христијанин, дошол до идеја на луѓето во затвор да им се проповеда Христос. И откако почнале со проповеди, им поделиле на луѓето Библии, почнале да одржуваат во затвор редовни богослужби и да зборуваат за Исус и да се молат за овие луѓе. За кратко време ситуацијата во затворот се променила. Многумина од овие тешки криминалци се покајали, го прифатили Исус за Спасител. И замислете, за прв пат после долги години во затворот повеќе немало убиства. Што е она што прави овие закоравени криминалци да добијат ново срце? Што е ова што прави овие луѓе кои што биле непоправливи случаеви сега одеднаш да станат нови луѓе? Јас верувам дека тоа е Исус кој што е жив и денеска. Бидејќи во името на Исус има сила. Во името на Исус се менуваат човечките животи и денеска. Неодамна бев во Скопје и сретнав еден човек кој што сега е христијанин, доаѓа на црква. Човекот беше многу пријатен и ми изненади, од неговото лице зрачеше мир, радост. Се гледаше дека еден од посветените луѓе во црквата. Подосна разбрав дека овој човек служи во црквата како ѓакон, помага. Но знаете што беше интересно? Тој вели, јас не бев од секојаш таков. Мојата жена најнапред почна да доаѓа на црква и неговата жена доживеала тешка, како да кажем, доживеала една непријатна ситуација каде што врз неа се излеал компот или сок со врела вода и таа завршила во кома во болница. И самиот тој кажува, вели, јас во тоа време бев алкохоличар, хроничен алкохоличар. И не сакав да слушам за Господ, не сакав да одам на црква и јас имав други проблеми. Но кога се случило тоа со неговата сопруга, тој паднал на колена и ветел, Господи Исусе, ако ти има, ако си жив, те молам исцелија мојата жена, врати ја во живот и јас ветувам дека ќе ти го предадам мојот живот на тебе и ќе ти служам. И тоа и се случило. Неговата жена се разбудила од кома, ако не се лажам, била некаде 4 месеци. Се разбудила од кома, докторите не предвидувале дека ќе преживее, бидејќи целата била полејана со врела вода и шансите биле една на 1000. Неговата жена преживеела, јас ја запознав и неја таму. Таа е жива и здрава и ден денеска оди на црква. И Господ го променил животот и на овој човек. Сега тој исто така го оставил алкохолот, го следи Исус и има еден нов живот. Но гледате, сите овие нешта се доказ дека Исус е жив и денеска. Затоа кога ние зборуваме денеска за тоа дека Христос воскресна, кога велиме Исус е жив, за нас ова не е само приказки за деца. Ние го живееме тоа секој ден. Кога велиме Исус е жив, ние го искусуваме тоа секој ден. Ние разговараме со тој Исус секој ден. И веруваме дека тој ги слуша нашите молитви и одговара како што одговорил на овој човек кој што бил алкохоличар и рекол, Господе, ако ја исцелиш мојата жена, јас ќе ти служам. И тој не само што ја исцелил жена му, тој го ослободил и него од алкохолот. Еве, тој е оној Исус во кого ние веруваме. Тој е оној Исус на кого ние се надејаме. Ние не веруваме во мртов водач, не веруваме во некој мртов Бог. Не веруваме во некаква мртва традиција за која што ќе се собереме денеска за Великден, ќе кршеме јајца и потоа секој по дома и по старо. Ако ти веруваш дека Исус е жив, тогаш приказката со Исус за тебе нема да заврши денеска. Тогаш тоа нема да биде само едногодишен настан. Туку секој ден ќе имаш лично заедништво со Него. Јас зборував за тоа дека
апостолите искусиле лична средба со Исус и се увериле дека Исус е жив. Зборов за тоа дека денеска луѓето во нашата земја, кога се молат на Исус, добиваат одговорени молитви. Зборов за тоа дека има луѓе што се исцелени, луѓе што се ослободени од алкохолот, луѓе чии што животи се променети. Зборов за тоа дека во Америка има затвор каде што најзапоравените криминалци, кога извикуваат кон Исус, доживуваат променето срце. Но верувате ли дека Исус им се објавува дури на муслиманите? Ако Исус навистина е жив, верувате, тој не е Господ само за македонците. Можете да замислите Исус воскреснал и вели, од сега натаму, ако некој македонец ми се моли, ќе му се јавам, за другите немам време. Тој не е Господ дури ни само на православните. Тој не е Господ ни само за нас протестантите. Тој е Господ на сите луѓе. И затоа секој кој што ќе извика кон него, тој ќе ја услиши неговата молитва, ќе му се објави. Има еден многу шокантен, но вистинит пример, и ме го раскажа човек, еден мисионер христијански од прва рака, некој од вас го знаете, се вика Брајан Томас. Во 2016 година, кога беше актуелна ситуацијата со бегалците од Сирија, имаше реки луѓе кои што поминуваа низ Македонија. Секојдневно поминуваа од 6 до 10 илјади луѓе, може да замислите. Најголем дел од нив беа муслимани. И ти имаа рута во која што од Сирија одеа до Турција, па од Турција најчесто зимаа некакво бродче или глисер и со него доваѓаа до Грција на брегот и од Грција пешки минуваа низ Македонија, па нагоре се до европските земји. И имавме еден таков центар за бегалци кој што беше на границата помеѓу Гевгелија и Грција во Гевгелија. И таму имаше хуманитарни работници, некои од нив беа и христијани. И еден од нив се сретна со една група луѓе кои што му раскажаа многу чудна, но вистинита приказка. 2016 година, бегајќи од војната од Сирија, овие луѓе стигнале до Турција и таму изнајмиле глисер. Се качиле во глисерот, нешто како ова на сликата, и тргнале на пат на отворено море, на пат за Грција. Но насред море им се расипал моторот на глисерот. Среден ноќ, среден море, што ќе правите? Пробале се живо. Пробале да го поправаат, пробале да видат дали има гориво, дотурале гориво, пак се обидувале, моторот никако да запали, нивните животи биле во прашање. Пробале да се молат на Аллах, извикувале се без помош, никаква реакција, ништо не се случува. И тогаш еден од нив дошол со предлог. Рекол, бе, јас сум слушнал дека христијаните кога се молат на нивниот Господ Исус, дека тој одговара на молитва. Ајде да се помолиме, што може да загубиме? И тогаш ги наведнале сите главите, иако муслимани, рекле, Господи Исусе, ако си жив, ако ти си реален, ако ти си навистина Господ, како што христијаните велат, слушни е нашата молитва, направи едно чудо, направи да моторот се поправи и да функционира. Откако се помолиле, се обиделе повторно и се случило чудо. Моторот запалил. И тие можеле да стигнат безбедно на брегот. Кога стигнале во Грција и стигнале подоцна во нашиот бегалски камп во Македонија, тие го забележале мисионерот, кој што имал крст, носел крст овде на градите, и му рекле, дали си ти христијанин? Тој рекол, да, зошто прашувате? Тие рекле, ние се молевме на вашиот Господ Исус и тој ни ја слушна молитвата. Ние сакаме да дознаеме повеќе за твојот Господ Исус. И овој човек им раскажал се за тоа кој е Исус Христос и ги водел во покајничка молитва и тие го прифатили Исус за нивни Господ и Спасител. Ете, тоа е нашиот Господ. Еве, тоа е оној Исус за кој што денеска зборуваме. Тоа е Исус во кого ние веруваме и за кого велиме Исус воскресна и тој е жив и денеска. Прашањето е, го веруваш ли ти тоа? Бидејќи тој Исус, ако извикаш кон него, тој може и тебе да ти се објави. Тој Исус, ако извикаш кон него, тој може да го промени и твојот живот. Може би денеска си дошол на црква затоа што е празник и си велиш, ајде, шо ќе седам дома,
ќе слушнам нешто интересно, ќе се дружам со луѓе, ќе поминам убаво време, но во суштина не ни веруваш дека Исус е жив. Може би бил историска личност, ако сега седнеме и дискутираме и се расправаме, ќе си речеш, добро да живеел, умрел и сето натаму повеќе е легенда, приказка, но кој знае? Па знаете што, ни муслиманите кои што беа во глисерот не знаеа дали Исус е жив. Но тие решија да пробат, немаа друг избор. Тие рекоа, што може да загубиме? И јас би ти го кажал истото и на тебе. А што можеш да загубиш? И јас на моите 18 години, кога мојот живот ми изгледаше празен, безсмислен, очаен, кога бев во еден вид депресија како младо момче, тинејџер, јас тогаш исто извикав со слична молитва и реков, Господе, ако ти има, дојди во мојот живот и промени го. Дури не знаев ни дали Бог го има. Не знаев дали Исус е жив. И знаете што се случи? Тој навистина дојде во мојот живот и го промени. Тој испрати еден мој комшија, кој што ми кажа да дојдам со него на црква и таму слушнав за воскреснатиот Исус. Денеска ти ја имаш истата прилика. Затоа, тоа е мојата порака за тебе денеска и за сите вас. Исус самиот рече, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Амин.